Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, понеделник, 1 ноември и време е за нов спортски преглед на КМ телевизија. Навистина богат спортски викенд имавме позади нас. Екипите од Полошкиот регион беа активни речиси во сите спортови и ќе започнеме со она што беше најинтересно овој викенд, а тоа се надпреварите од првата машка одбојкарска лига на Македонија. Во спортската сала, во основното училиште Гоце Делчев гледавме еден навистина интересен и неизвестен надпревар помеѓу екипите на Лирија и Борец. Надпреварот заврши со победа на домашната екипа од 3:2, по сетови 25:23, 19:25, 18:25, 26:24 и 15:11. Интересно е тоа што овој надпревар траеше повеќе од 3 часа, бидејќи во еден момент судиите најпрво досудија поен за екипата на Борец, кој што значеше победа од 3:1 за гостите. Меѓутоа подоцна судиите си ја признаа грешката, го поништија тој поен, досудија мртва топка, надпреварот продолжи, а во продолжениот дуелот навистина големо изненадување на домашната екипа и го совлада апсолутниот фаворит Борец со 3:2. Додека го говорам ова, може да мислам дека ги гледате инсертите од овој дуел и се она што се случуваше. Имаше прекин на надпреварот, можеби половина час, можеби 45 минути, навистина еден долг прекин, додека се убедуваа и екипите, односно представниците на двете екипи со делегатот и со судиите. Меѓутоа, моје скромно мислење, не сум стручен да говорам за одбојка, меѓутоа мислам дека исправна одлука донесоа судиите што го поништија поенот, бидејќи на вистина екипата на Лирија не направи престап во таа ситуација и надпреварот продолжи. Спортската правда беше задоволена, дуелот продолжи, Борец имаше сет поен, му требаше само, односно меч поен, му требаше само еден поен за да го добие дуелот, но овој прекин како да влијаеше негативно на гостите и домашната екипа успеа да направи комплетен пресврт, како што веќе кажав. Сега ќе ги слушнеме изјавите на Акик Ферати, тренерот на екипата на Лирија, и на Дејан Стојанов, тренерот на Борец, кои што ги дадоа за нашата телевизија веднаш после дуелот, а потоа продолжуваме и со останатите резултати од четвртото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Јас знаев дека оваа утакмица ќе биде тврда, зашто овие се појачани со украинецот, али ја мислив дека надпреварот ќе заврши 3:2 или за нас или за нив од почетокот, али мојата екипа денеска се покажа во право светло, одигра феноменално, на искуство. Оти да не споменам дека не сме толку спремни секој пат, физички не сме толку спремни, али денеска покажа дека се искусни играчи и заслужено ги добивме 3:2, иако судиите беа испод нивоото на дербито. Судиите го, не знам, судија тенденциозно. Добро е наша среќа што целиот надпревар е снимен и тоа ќе доставиме во федерација и да од овие судии ќе бараме изузење да не ни судат више вакви надпревари. Смятате дека грешките се намерни? Па, ако не се намерни, 50% се тенденциозни. Фала многу и многу успех во идни. Фала, само уште ова да го кажам, со ова победа и само сега со Дебари и со Джио ние влагаме меѓу 6. Али тука е и Пробиштип, тука е и Штип, играме и со Универзитет. Со сите тие надпревари ќе идеме на победа, па да видиме што ќе испадне на крај. Прво, не можам да почнам и да кажам честитки за противничката екипа, како што долега на било каков пораз, а што прво денеска што се случи
нешто што не сме да се дозволи во спортот воопшто да постои. Имено, ваков однос пред се, морам да признам, на дел од противничката екипа, поготово од нивната, да кажам, управа, а потоа поврзано со играчите, кои што го направија тој голем притисок на овие суди, дефинитивно неискусни, неподготвени и неспремни за вакво дерби надпревар. Делегат кој што апсолутно не заслужува да биде делегат и да кажам, домашната екипа тоа го искористи максимално. Значи, да не може да збориме, значи, за тактички, технички, дека нешто не добиле и така. Да, ние денеска игравме слабо. Да, ние денеска дозволивме да се случи некои, да кажам, работи што не сме да се случат. И некој начин резултираше да дојдеме до оваа ситуација да кажам условно домашната екипа на ваков начин побара да биде, да кажам, победник и успеа во тоа. Дефинитивно успеа. Ништо, само можем да кажеме едно големо жалење што се случува. Дефинитивно треба да се запаси и се запраша Одбојкарската федерација што прави, како прави на овој начин. Дали мисли дека со Одбојкава може да идеме напред, вака, а дефинитивно не може да идеме вака напред. Така да, не знам, јас сум денеска доста разочаран, пред се и од нашата игра, пред се што имаме и да кажам едни ваков суди, како што и денеска ги видовме на теренот, така да, не знам, освен големо разочарување, друго не можам ништо да додадам од тој аспект. Одбојкарите на Универзитет Тетово запишаа уште една победа во првенството, откако на домашен терен го совладаа Вардар со 3:1. По сетови 25:23, 25:19, 20:25 и 25:23 за домашната екипа. Сега ќе ги погледнеме и изјавите и од овој дуел, односно изјавите на Предраги Ѓорковски, тренерот на екипата на Универзитет Тетово, и на капитенот Хамза Весели. Значајна победа 3:1 против Вардар. Малку потешко него тоа што очекувавме, меѓутоа сепак победа е 3:1. За наредното коло идемо кај Шкендија на гости и тоа е тежок надпревар, меѓутоа се надеваме дека ќе го добиеме и тој. За понатамо ќе видимо. Сепак треба поќе да тренирамо за да може да се добијат и наредните утакмици. Значи, со оваа победа ние сме у првите 4 екипи. Беше добар надпревар. Вардар земаја странци играчи, што се појачаа многу. Па овој беше добар надпревар и за нас беше еден тест против градското дерби, против Шкендија наредна недела. Се надевамо ќе продолжиме вака со победи и да бидеме вице шампион на есенскиот дел. На останатите надпревари од четвртото коло, Штип Јанта Волеј 3:0, Дибра Волеј Весна Пробиштип 0:3. Колото ќе биде затворено денес со надпреварот помеѓу Струмица и Шкендија, а за резултатот од овој надпревар ќе информираме во вестите на КМ телевизија утре во вторник, односно. Табела од Одбојкарската лига немаме, бидејќи за жал Одбојкарската федерација на Македонија не им функционира сајтот оваа сезона. Тешко се доаѓа и до резултатите, а камоли до табелата. Сите овие резултати кои што ви ги прочитав се од они надпревари кои што ние како телевизија сме ги следеле, но и од социјалните мрежи. Продолжуваме со четвртото коло во првата лига жени. Тука Тетово има еден представник, одбојкарките на Универзитет Тетово, кои што со 3:1 го совладаа Вардар. По сетови 25:19, 25:21, 24:26 и 25:23. На останатите надпревари Наковски Волеј, Фитфан Волеј 3:1, Работнички Перистер 3:0 и колото ќе биде затворено денес со дуелот помеѓу Струмица и Јанта Волеј. И тука важи истото што го кажав за машката лига, табела немаме, меѓутоа можам да ви кажам дека екипата на Универзитет Тетово ја забележа првата победа овој викенд.
Изминатиот викенд се играа надпревари и од второто коло на втората женска одбојкарска лига на Македонија. Екипата на Бамикор забележа победа од 3:0 на гостувањето кај Куманово, додека вториот тетовски представник, екипата на Т-волеј, беше слободна овој викенд. Од истите причини кои што веќе два пати ги кажав во оваа емисија, останатите резултати и табелата ја немам и можам да кажам само дека Одбојкарската федерација на Македонија ќе биде поажурна, ќе ги објавува резултатите, ќе ги објавува табелите од одбојкарските првенства, се со цел да можеме и ние да ве информираме вас. Одиме понатаму, продолжуваме со женскиот фудбал, каде што двете тетовски екипи има навистина успешен викенд. Екипата на Шкендија на домашен терен го совлада Топгол со 3:1, додека Љуботен на гости победи со 4:1 против Речица. На останатите надпревари Истатов Борец 2:5, Атлетико Ас Юнајтед 0:7, Скопје Деспина 6:2 и Каменица Саса Тиверија 2:1. Одиме сега со изјавите од надпреварот Шкендија, Топгол и Речица Љуботен и се враќаме со табелата од женската фудбалска лига. Ndeshja e sotit ka qenë jashtë fantastike, e bukur sepse kemi merituar fitoren. Денеска надпреварот беше одлично, го заслуживме ова победа, го дадовме максимумот во терен, можеби требаше да дадеме повеќе од себе, но некогаш така сака среќата. За наредното коло треба да бидеме фокусирани повеќе на овој надпревар, ни даде мотивација за да се враќаме и со 3 бодови од гостувањето. Според мен днешниот надпревар беше супер, имаше шанси многу за нашата екипа, имаше и некои за нивната екипа. Најте среќата беше повеќе на нашата страна, постигнавме 3 гола и дојавме до убави 3 бода. Значи ова беше третото коло, освоивте 3 бода во Тетово. Што очекувате од наредните надпревари? Се надевам дека ќе ги подвоми останатите утакмици, ќе има некои падежи, но ќе се трудиме да биде се добро и да имаме повеќе победи. Денешниот надпревар беше добро изигран од двете страни. Имавме многу шанси, но сепак не ги искористивме. Имавме 3 шанси ние Топгол. Шкендија беа можеби посрекници. Некогаш среќата е на нивната страна и така што одлучува надпревар да го добиват домашната екипа. Точно, имавме и ние многу шанси, и тие имаја. Ние не ги искористивме, тие ги реализираја. Што очекувате од наредното коло? Наредното коло ние со ЖФК Атлетико Битола и планираме, мислам, победа. Сакаме нормално и одиме кон тоа. Денеска одигравме еден квалитетен надпревар, каде што на гостинскиот терен им докажавме дека сме сериозна екипа која оди на врвот на табелата. Исто така следуваат 2 утакмици. Претходно сме домаќини на ЖФК Скопје, потоа имаме гостување во Каменица Саса и се спремаме за тие 2 дерби утакмици што би ги нарекла и одиме на сигурни победи. После 3 одиграни првенствени кола во првата женска фудбалска лига на Македонија во водство екипата на Љуботен со 9 бодови. Ја следат дури 3 екипи, Борец, Ас Юнајтед и Каменица Саса по 7 бодови. 5-то и 6-то место за Деспина и Тиверија со по 6 поени, 7-мо место за Истатов со 4, од 8-то до 8 и 9-то место се извинувам Скопје и Шкендија со по 3 поени и на последните 3 позиции Речица, Топгол и Атлетико без ниту еден поен. Продолжуваме со машката фудбалска конкуренција во првата лига. Екипата на Шкендија на вистина голем кикс направи на домашен терен, одигра само 1:1 со екипата на Тиквеш, иако имаше водство од 1:0, но пред самиот крај на надпреварот прими гол за 1:1. Ренова на гостински терен исто така нерешено, но 0:0 против Скопје. На останатите надпревари Струга Академија Пандев 0:0, Борец Работнички 0:1, Шкупи Брегалница 5:0 и Пелистер Македонија Ѓорче Петров 0:2. На табелата убедливо во водство е екипата на Шкупи со 29 поени. Второто и третото место го делат Ренова и Академија Пандев со по 22 бодови. Четврто место за Брегалница со 19, петто и шесто за Шкендија и Работнички со по 18 поени,
7 и 8 за Струга и Скопје со по 16, Македонија Ѓорче Петров е на 9-тото место со 14 бодови и на последните 3 позиции Борец со 8, Тиквеш со 7 и Перисер со 4 поени. Во втората лига Запад се одиграа надпреварите од 9-тото коло, односно последно од првиот круг на надпреварување. Екипите од Полошкиот регион и немаа некој голем успех. Беса одигра 1:1 на домашен терен против Кадино, навистина големо изненадување. Беса беше апсолутен фаворит на овој надпревар. Гостивар загуби со 3:1 од екипата на Вардар. Тетек се поразен со 2:0 од екипата на Воска. На останатите надпревари Кораб Силекс 0:1 и Велешта Охрид 1:1. На табелата во водство екипата на Силекс со 25 бодови пред Воска со 21. Трето место за Вардар со 17, четврто за Кораб со 14 бодови, петто место за Тетек со 11 бодови, најдобро котира екипата на Тетек со полошките екипи, ја следи екипата на Беса со 9, толку имаат и Гостивар и Велешта. На последните две позиции Кадино со 6 и Охрид со 4 поени. Во третолигашката конкуренција, група Запад се одиграа надпреварите од четвртото коло. Ова се одиграа ево наводници, бидејќи Љуботен Пролетер е регистриран со резултат 3:0, службена победа за екипата на Љуботен, бидејќи гостите од Тумчевиште не допатуваа на овој надпревар, што значи дека овој надпревар не се одигра, меѓутоа е регистриран со службен резултат од 3:0. На останатите надпревари Трабзонспор Дрита 2:4, Зајас Арсими 1:3, Напредок Вазими 0:4, Речица Нераште 2:0 и Врапчиште Камењане 5:1. На табелата 3 екипи со максимални 12 бодови, Врапчиште, Речица и Арсими. На четвртото место е Дрита со 9, потоа следуваат 4 екипи со по 6 бодови. Влаздрими, Љуботен, Напредок и Зајас. Нераште е на 9-тото место со 3 бодови и на последните 3 позиции без ниту еден бод Камењане, Трабзонспорт и Пролетер од Тумчевиште. Продолжуваме со кошарката. Во првата лига се одиграа надпреварите од 5-тото коло. Екипата на Гостивар забележа победа од 88:74 на гостински терен против екипата на Ангели од Скопје. На останатите надпревари МЗТ 2, МЗТ 76:99, Евроникел Пелистер 85:90, Работнички ТФТ Скопје 105:92 и Кожув Феникс 91:83. Колото ќе биде затворено денес со надпреварот помеѓу Куманово и Академија ФМП. На табелата во водство екипата на Пелистер со 10 бодови, односно максимален број на победи, 5 во досегашниот тек, со ефектот 4 победи и 1 пораз се екипите на Гостивар, МЗТ Скопје, ТФТ и Работнички. Одлично котираат гостиварци, само 1 пораз во досегашниот тек од првенството. Во второлигашката конкуренција екипата на Тетекс доживеа дебакал на домашен терен, пораз од 51:91 од лидерот на табелата Чаирот Скопје. Одиме веднаш со изјавите од овој надпревар, па ќе продолжиме со останатите резултати и табелата. Па се работи за една квалитетна екипа. Предноста е големиот Дујковиќ, кој 2020 играл минатата година во прва лига. Нема против него нема ни одбрана ни напад. Ние бевме денеска некомплетни. Така да, мислим, заслужена победа на гостите. Се спремаме за наредните надпревари. Сега 2 надпревари гостуваме во Охрид и Велес. Така да се надеваме дека ќе бидеме комплетни во наредните кола. Браќата Јаневски беа отсутни денеска, мислим дека е тоа еден голем кедик за нас. Така да рачунаме и некоја солуција да направиме некое појачување на екипата, да се засилиме со некој висок играч, затоа што ни фали таков играч, таков профил. Се надевам дека во наредните надпревари ќе бидеме покомплетни и ќе пружиме далеку подобро
подобра партија. Па, мислам дека во моментов ние не сме на нашиот максимум. Малце покасно ги почнавме нашите припреми, а они се сигурно фаворит за влез во првата лига. И мислам дека пресуди подолгата клупа и пресуди висината на играчите. Тренерот Марковски спомна некое појачување во наредните надпревари на центарска позиција за екипата на Тетекс. Мислам дека со едно такво појачување ќе биде комплетиран ростерот и дека со другите екипи ќе се носите рамноправно. Па, мислам дека со едно центарско следување кога ќе се оправи Бранко Јаневски, кој исто така е висок играч, мислам дека ќе играме егал со сите екипи. На останатите надпревари од четвртото коло на втората кошаркарска лига беа постигнати следниви резултати. Соколи Струмица 77:68, Борец Охрид 77:56, Баскеткам Шкупи 74:78 и Црндрим Хераклеја 102:89. Колото ќе биде затворено во среда кога ќе се одигра надпреворот помеѓу Партизан и Вардар. На табелата, како што веќе реков, во водство екипата на Чаир со 4 победи од 4 надпревари и максимални 8 бодови. Екипата на Тетекс е во онаа група на екипи кои што се од 6-та до 12-тата позиција со по 5 бодови. Тука се освен Тетекс и екипата на Вардар, на Партизан, Борец, Охрид, Црндрим и Хераклеја. И во третолигашката конкуренција Запад, прва победа за новоформираната екипа на Тетово. Булс 67:53 на гостински терен против Ринија во Куманово. На останатите надпревари Албес Иба Баскет 74:60, Дибра Иглс Куманово 67:94 и Мега Баскет Про Баскет 88:70. Со оваа победа екипата на Тетово се искачи на третата позиција на табелата. Воедно, ова беше и последната информација која што ја подготвивме за вас за ова издание на Спортскиот преглед. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник. Hey!